Добро вечер. Четврток, 4 април 2019 година. Пред 70 години во Брисел е склучен Северноатлантскиот сојуз, НАТО пактот. Формиран 47-ма, на крајот од втората, речиси веднаш после Втората светска војна, како антифашистичка коалиција на Франција и Велика Британија, кои беа стожери заедно со САД во битката против Хитлер. 49 година Сојузот стапува со неколку членки за денеска да прерасне во еден политичко безбедносен, мировен, па и економски сојуз на 29 држави во светот. 30-та, најверојатно, речиси со сигурност, ако се слушаат табелите од Вашингтон, од Помпео и Столтенберг, ќе биде Македонија. Во Вашингтон министри, во Скопје оркестри. Така би можело да изгледа ова четврточно потпури на одбележувањето на 80 годишнината од НАТО, со таа разлика што за детаљите од денешната средба на шефовите на дипломатиите во Вашингтон, еден дводневен собир, и одбележувањето на 70 годишнината на НАТО во Скопје со собир и со музицирање на неколку воени оркестри. Овој собир го отвори шефот на Македонското министерство за одбрана Радмила Шекеринска и мислам дека во овој момент сме вклучени и да видиме дали можеме да добиеме говор или музика од оркестрите кои се во домот на Арама. Да видиме сликата и зборот. Love which turned into a dagger, the street of dreams and children of Пиреја. Изведбата на овие numeri ќе биде под диригентската палка на мајор Константинос Константопулос. The following segment is conducted by Major Konstantinos Konstantopoulos. Поштовани гледачи, бевме вклучени само за еден миг, што можеби не е најцелисходно, во почетокот на концертното одбележување на 70 годишнината на НАТО во Скопје, како што веќе ви соопштив, централната прослава со собир на шефовите на дипломатиите 2 дена е во Вашингтон. Како што веќе чувте од најавата, диригент е гостинот од Атина, а музицираат оркестрите, војните оркестри на Македонија и на Северна Македонија и на Грција. Извештај од нашиот Христијан Баневски ќе видите во вестите во 20 часот. Инаку на НАТО и на денот ќе му посветиме еден по-целисходен обем на информации, не само во вестите, туку и во дебатата во 21, кога наши гости ќе бидат младите истражувачи на Алијансата Стрезовска и професор Арсовски. А сега, поштувани гледачи, го отварам овој првиот дел на отвореното студио во пресред на
8 септември, светскиот ден на ромите, и вчера имавме гости. Денеска тоа го персонализира. Мои вечерашни гости се Суат Скендери, лекар, и Акиф Кариман, магистар на политички науки на Универзитетот во Будимпешта, Соросовиот универзитет. Ги повикав и како невладини представници, но и како индивидуалци кои успеале да бидам груп на овој простор на Македонија и на низиниот пат на самостојност, да се изнедрат да го изгледат својот личен пат кон високо образование, софистицираност и да излезат од така наречената гетоизација на ромите, иако ми се чини дека во овој момент, после 28-30 години македонска транзиција, по нивниот уставен статус, ромите одамна не се веќе чергари, ромите се подеднакво што и секоја социјална и етничка група во Македонија, ги има и доволно сиромашни, но и ретко богати, како што тоа е кај македонците, ги има, да речем условно, и криминалци и честни, ги има и луѓе што се снаоѓаат, но и луѓе кои ја чекаат социјалната помош. Тоа е амбиентот во кој не зборувам за роми и македонци, зборувам за граѓани на оваа држава. Суат Скендери и Акиф Кариман, ви благодарам што дојдовте. Едниот од Тетово, другиот од Гостивар. Да, тој од Тетово, јас сум гост. Добро. Ќе почнам со вас. Кога тргнавте на универзитет, бевте свесни, бевте амбициозни да стигнете до својата магистерска титула, да се нагрбите со некакви европски знаења и да се вратите кон својот повик да се обидете што повеќе да се посветите на политичката социализација на ромите во Македонија. Така е. Значи, ние од 2012 година, заедно со моите колеги од Ромалитико, бевме студенти на Централно-Европскиот универзитет во Будимпешта. Од 2012 година па до 2015-16 година фигуриравме како група на студенти, млади ентузијасти, кои што имаат цел да критикуваат, да имаат еден критички глас во заедницата кај ромите, да се чуе мислењето на младите и да се направи поголема, да се добие поголема политичка култура кај ромите. Студиравме сите, завршивме и, како што кажа, баш добро го кажа, се вративме по повикот на заедницата затоа што бевме потребни во Македонија, нашите капацитети, нашите знаења да ги пренесеме на останатите и се разбира да направиме промена. Акиф, дали воопшто во Македонија има една перцепција или една статистика колку од ромската популација има високо образовани кадри? Кај се тие распослани? Дали имате некакви, да речем, идоли, личности кои ви представуваат тременс во возбудата да ги достигнете нивните дострели во образованието, науката, општествениот и социјалниот статус, ако се исклучат пратениците, бизнисмените и така натаму? Се разбира. Верувам дека секој, без разлика дали е ром или е не ром, има своји идоли, се разбира, и во академијата, и во сите останати сфери во општествениот живот. Наши идоли, верувам дека ние сме втора генерација на активисти кои што делуваат во рамки на Република Македонија и во Европа. Верувам дека нашите семејства се главните виновници што така сме воспитани, верувам, на прв план. Кој Акиф го воспитуваш? Мајка и татко? Јас сум Суат. Суат, да, извини, така. Да. Целото тоа обкружување, значи од моите 10 години учествував во заеднички иницијативи кои што претходно беа организирани од невладиниот сектор. Цел мој живот, како што паметам за сам себе, сум вклучен во граѓанскиот сектор. Тоа значи дека сам сте си го пробивале патот? Така е. Да? Така е. Да.
во желбата да излезете, да речем, од еден стереотип кој инаку важеше долго време за ромите? Секако, мислам дека се уште постои, но полека но сигурно ќе куриме кон некое си разбирање помеѓу заедниците, затоа што ден денес можете да чуете од примерите дано не си ти таков ром. Кога ве споредуваат со останатите, обично кога ќе те видат дека зборуваш малку попрефинето или сте облечени на малку поразличен начин и кога сакаат да споредат ситуацијата генерализирана за ромите во државата, обично ми се обраќаат дано не си ти како нив. Суат, што недостига во овој општ амбиент на едукација, социјална инклузија и така натаму, ромите да ги добијат сите атрибути на една важна гранка, а тоа е здравствената заштита. Ние се дојдовме во ситуација да правиме фетиш дека најдовме гинеколог, увезовме за да има во Шутоа Ризаре, што е несвојствено во услови кога се повеќе има роми кои се стремат да се запишат и на медицинските науки, а и ги има лекари. Така е. Генерално во Македонија имаше недостиг на матични гинеколози, не беше случај само со Шутоа Ризари, меѓутоа нели Шутоа Ризари е дел од градот Скопје и затоа беше несвојствено зашто немаше таму. Сепак се најде решение за таа ситуација, меѓутоа она што мене ме плаши за во иднина е овој тренд на заминување генерално на млади, особено на здравствени работници во западноевропските земји. Ќе дојдеме до тој степен. И средномедицинскиот кадар, што е многу важна констатација за здравствената заштита на луѓето. Во последните години драстично се зголемува бројот на здравствени работници роми, како со средно, така и со високо образование, значи почнувајќи од високите медицински школи до доктори, имаме специјалисти, има фармацевти, има стоматолози, значи од сите струки. И работата оди нагоре. Мислам, работата се подобрува во однос на тој аспект, меѓутоа она што недостига се реалните можности и шанси за тие луѓе да си го фатат своето место и да придонесуваат кон унапредување на здравјето на граѓаните. За Суат Јакев едно единствено прашање. Што се белезите на современите облици на дискриминација се уште кај ромите и што се карактеристиките на социјалната инклузија на оваа етничка групација во Македонија? Па, видите, се уште се наоѓаме во општество кое што постои скриената дискриминација, односно оној концепт што веќе се развива на европско ниво е антициганизмот. Всушност, овој пример претходно што ви го кажав е еден тип на дискриминација која што останатите се помалку добри од мене. Истото го имате Тој антициганизам, јас сум регистрирал во мојата пракса преку Хелсиншкива, дури беше вулгаризиран, да не ги пуштаат младите роми на диско, да бидат внимателни, следени на фудбалски надпревари, иако сега се покажува дека тие немаат некаква специфична навивачка групација и така натаму. Така, значи формите на антициганизмот е во секојдневието. Тоа што институциите и верувам општо луѓето кои што немаат често контакт со роми го интернализираат тоа чувство дека нели ромот може понекогаш и на зафрканци да се каже дека е циган. Па нели генералната слика што можете да видите дека не знам ромите се секогаш на улица просат или некоја си слична негативна слика која што ја интернализираат и институциите и обичниот граѓанин во државата. За вас истото прашање. Кои се елементите кои ги гледате како подобрување, да речем, на овој бран во средината на 90-тите, па и после на комплетна дискриминација, на маргинализација на ромската етничка заедница? Самата активност и придонес во развојот на нашето општество би рекол е доволен показател за тоа
колку е искривена перцепцијата кај добар дел од останатите према ромите. Мислам, ако земеме историски, особено во Македонија, значи почнувајќи од политички фигури кои што делувале и придонесувале во достигнувањето на Македонија во степенот во кој што се наоѓа денес, до сите луѓе кои што биле вработени по одредени институции или имале своји бизниси и се уште функционираат, така и подемот на високо образовани роми кои што конкретно како Суат и неговиот тим, нели, заминаа, се образуваа во странство, но се вратија да го искористат тоа знаење за својата држава, нели? Не да, иако имале милион можности за да градат меѓународни кариери, нели? И јас на почетокот бев воден од амбицијата, нели, се запишувам на медицина, ќе одам во Германија, ќе работам. И започнав и да учам курс по германски јазик, го завршив првиот степен, но по некоја случајност универзумот така ги спои работите, се најдов во една средина во која што сватив дека јас сум и текако потребен на мојата заедница и дека мора да се борам, значи со сите сили и за менување за таа негативна слика кон ромите, но од друга страна и за охрабрување на ромите, се надоврзам на она што Суат го кажа, нели? Тоа интернализирање од страна на останатите дека ромите се нешто лошо, како негативна категорија, така го има кај дел од ромската заедница, тој комплекс на помала вредност, нели? Не можеме ние повеќе, ние сме роми. Доволно е и тоа што го имаме, добро е што сме живи, нели? Јас со години се борам со тоа и морам да признаам дека постигнуваме особено големи резултати, особено во последните 4-5 години, кога почнавме активно да работиме дури на јакнење и на ромите како гласачи во Република Македонија, кои што можат да придонесат преку своето право на глас за поголеми општествени промени. Дали можеме да очекуваме, земејќи тоа циганите за уши и на гласање? Нешто што на оден начин во една вулгарна, прилично примитивна политичка па и лична лексика, не само што вас ве навредува, туку до цинизам го донесува вашиот социјален статус и политички статус. Така е. Дали може тоа сега, например, да не се случи повторно? Па, моје мислење е дека нема да се случи, само поради тоа што ако ги земете сегашните предстојните, односно избори, председателски избори, можете да видите дека неколку ромски партии го поддржуваат кандидатот за председател на СДСМ, односно консензуалниот кандидат. Од друга страна имате и партии кои што ја поддржуваат професорката за кандидат за председателски избори. Нивната работа верувам дека е повеќе да агитираат, но тоа што ние работиме, тоа што граѓанскиот сектор работи, водени од фактот дека стабилноста на државата е во прашање. Не само кој ќе биде кандидат и кој ќе биде председател на државата, туку стабилноста е во прашање на државата. Излезеноста е најголемиот успех пред се. А за кого гласаат ромите, тоа останува на нив. Со целосна увереност можам да ви кажам дека нема да се случи, затоа што и ние работиме на тоа, значи работиме на заедничка иницијатива заедно со група млади роми, кои што се фокусираме на излезеноста. Нашата кампања во целост работи на две нивоа. Едното ниво е на терен, значи тоа го води АКИВ, и уште едно ниво кое што преговараме за интересите на ромите. Значи, да се разбереме, ние не сме политичка партија. Со кого преговарате? Така. Дали преговарате со 8-те лидери на партиите, што е невообичаено за 50.000 роми да имаат 8 партии, или преговарате со политичките претенденти за да пазарите гласови? И што исто така морам да кажам дека е една софистицирана варијанта, земи ги ромите за уши па нека гласаат. Така, мислам дека ромските политички партии имаат малку поразлична цел со нивната кампања. Односно, ромските политички партии агитираат за кого да се гласа. Тоа како го работат
секако го следиме. Но тоа што ние го гледаме и кој што секако и нив име од интерес да има излезеност. И со кого ние преговараме, тоа е добро прашање. Ние преговараме со сите засегнати страни. Значи, покрај политичките партии, вклучувајќи ја владеачката опозицијата, исто и амбасадите, кои што и текако ја поддржуваат, го поддржуваат статусот на ромите во државата. Исто и ромските политички партии. Значи, сите се информирани за нашата цел, а целта е интересот на ромите да се артикулира до нив. Акив, ако си човек за терен, нели? Дали имаш перцепција во која сега ромите се пред гласање и испостуваат сметка? Мене во комуналец, мене во општината, некој друг да се вработи. Дали е тоа овој модел на пазарење, бидејќи се вели дека нема гласач кој не знае да ќари од изборите, а ромите се на граница на перфектност? Не би се согласил со тоа, господине Чомовски. Имено се вратам уште во 2013 па навака, откако за прв пат почнавме со зајакнување на гласачите роми преку локалните избори во 2013, имено во 7 локации ние правевме консултации со заедницата за локалните приоритети на ромите и истите ги ставивме на маса до тогаш кандидатите за градоначалници во тие локации и организиравме соочување на кандидатите за градоначалници од една страна со ромите. Едните имаа можност да се ја представат својата програма, додека пак представниците од заедницата поставуваја прашања во однос на нивните приоритети и ги слушаја одговорите на кандидатите, према тоа одлучуваја за кого ќе гласаат. Понатаму, исто така, организиравме и низа на трибини и онлайн анкети и средби на улица и по домови за начините на злоупотребување на ромските гласови. Ако сте некаков барометар, бидејќи почна кампањата, предполагам дека Бленим река ќе го одмине, да речем условно, етничкиот кампус, и албанците знаат да се лоцираат и кај дел од ромите по оваа верска заедница. Како ви стои расположението кај 20 ривали? Што земаат од едниот, што критикуваат кај другиот, кај Пендаровски и кај Силјановски? И за 20, и за Сујат, и за Акив. Акив? Ја би рекол дека кампањата што туку почна. Мислам, барем моje лично мислење, дека се уште се нема оформено тоа мислење за после 2 дена од кампањата некој конкретен став за било кој од кандидатите. Сам тоа постепено ќе се развива, а ние сме тука за да ги информираме и за програмите на самите кандидати, затоа што не е сега да ги судиме само по јавните настапи и по тоа како изгледаат, туку треба да се земе во предвид тоа што го нудат во рамки на нивните ингеренции. А ромската заедница, можам слободно да кажам, дека е свесна дека председателот на државата има ограничени ингеренции и ја нема таа моќ за разлика од владата или од собранието. Сујат, за албанците НАТО е светиња. А почнеш да правиш муавет, дури на било која, на локално до врвот, таа лингвистика политичка е важна. Ми се чини дека кај ромите тоа не е доминантно. Зашто тоа го зборувам? Затоа што сега 20 претседателски кандидати треба да убедат и да добијат гласови врз основа на, условно кажам, на една про-НАТО или една, да речем условно, анти-НАТО или скриена една политика во која, например, не би се признал Преспанскиот договор и сето ова што се случува. Што мислиш дека овој момент ромите би ги привлекол Пендаровски или Силјановски? Резултатите од наши истражувања покажуваат дека ромите и текако се заинтересирани за членството во НАТО и во Европската Унија. Заради тоа бегство со автобусите и сигурноста? Значи, сигурноста на државата е приоритет на секој граѓанин во државата, без разлика дали е ром или е било што друго. Важноста е дека
кога државата ќе биде во клуб со другите држави кои што едни на други ќе се бранат во случај на конфликт, мислам дека е малку неверојатно дали некој би се противил на таквата идеја, затоа што зборуваме за сигурност и за економски раст покрај се друго во државата. Значи, не би се целосно согласил со изјавата дека не ги интересира, затоа што нашите истражувања, 3 истражувања наназад кажуваат дека НАТО алијансата е од огромна важност и не само поради тоа што дали ќе бидат азиланти или не, туку нивната цел зошто сакаат државата да биде дел од НАТО е поради сигурноста и безбедноста на нивните следни генерации. Добро, ромската заедница во Македонија е релативно мирна заедница. Таа нема некакви патерналистички своји патрони во соседството, па би ги вклучувале во милитантно социјални нереди и така натаму. Сосема за крај, Сует Скендери и Јакив Кариман. 20 високо образовани. И јас на едно прилично примитивно ниво ќе се спуштам. Излегувате од ромската заедница во барање на своите сопатнички и своите пријателски релации во обкружувањето? Па, верувам дека да. Да. Верувам дека да. Мислам, Женети сте? Се уште не оваа година се женам. Добро, а вие? Јас сум оженет, сопругата е заврши магистерски студии исто така во Соросовиот универзитет во Будимпешта, инаку е родом од Шуто Ризари. Да, Со пајтон од Гостивар доја да ја земеш? Од тето, од кај си? Не, со комбе дојдов. Да. И што сакав да споменам уште една работа, бидејќи нашата асоциација се бави со организирање на заедницата и јас претежно секој ден се наоѓам во чајджилница повеќе луѓе од ромската заедница, затоа што како поинаку би имал чувство за тоа што се случува, какво е расположението и како би можел да ги пренесувам своите идеи и ставови поинаку. Чудо, мојата пријателка од Шуто Ризари Ресмијат пие црно кафе и тоа пие дупло, уште рано са бајле. Вие пиете чај или ромите се научија на турскиот чај? Не, има некои што пијат чај, ама пиеме и макијато, пиеме и еспресо, нема разлика тука. Суат Скендери и Јакив Кариман во предвечерието на Светскиот ден на ромите 8 септември гости во отвореното студио со вакви млади, образовани и неоптоварени луѓе, некојаш е големо задоволство да се разговара и благодарам ми беше чест што ми бевте гости. Благодарим на порака. Поштовани гледачи, за 10 минути и помалку ќе стартуваме со вестите. Значаен дел од вестите ќе посветиме на голичината на НАТО, на македонските перспективи за членување во Алијансата. Полска, мислам и Словачка се новите две држави кои го ратификува спогодбата. Од Стејт департментот најава дека и Вашингтон во најскоро време ќе ја ратификува. Господинот Димитров од Вашингтон ни вели дека можно е да станеме членка до крајот на годината. Во вестите ќе имате и други содржини да гледате. Следете не, зашто мислам дека ќе посветиме внимание и на едно прашање, зашто ќе имаме и гостинка. Зошто владата го крие составот на работната и работните групи за преговори со Европската унија?